Добра вечер, дневник на КТВ, 7 ноември 2025 година. Учениците од подрачното училиште Страшо Пинџур во село Марена од денеска наставата по физичко и здравствено образование ќе ја одржуваат во спортска сала. Овој објект кој е изграден со средства од општина Кавадарци денеска свечено беше пуштен во употреба. Градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов најавија дека и во наредниот период општината ќе води подеднакво грижа како за градот, така и за селските средини. Од новиот мандат трет, како што сме сега, значи прв капитално беше свечено го отвараме, инаку ова е еден од 4 спортски сали што ги отпочнавме од претходниот мандат и сега еве се завршува, така да свечено отварање на спортска сала во село Марена со инвестиција околу 20 милиона денари, општински пари на општина Кавадарци. И со ова заокружуваме да сите училишта, основни и средни и подржни училишта, како што е село Марена и сите други, имаат спортски објекти, што за мене и еве израстаниот кадар еден од големо значење за развој, раст, за социјала на децата и да можат во овакви есенски и зимни периоди да си наставата непречено да се одвива. Како што и кажавме и рековме, уште на самите претходни избори, и во третиот мандат, по нашиот план и по она што е планирано и по програма, заедно со службите, со сите јавни предпријатија, празен ден нема да имаме. До сега немаме празен ден, веќе една недела активни, секој ден имаме по некаков проект и уверувам дека празен ден нема да имаме. Во најмала рака че имаме секој ден по отварање или воведување на работа или ставање во функција на објект, капитален, инфраструктура, од канализација па до спортски објект. Така да општина Кавадарци ќе го задржи капитетот на најдобра општина, општина што најдобро се развива и во наредните 4 години тоа што го кажувавме да го постигнеме нивото на една општина од најмали нози од предучилишно образование па се до пензионерските денови, успееме за секој еден да го најдеме своето катче и да го дигнеме социјалното и економскиот момент на општина Кавадарци на многу повисоко ниво од тоа што е денеска, нормално заедно со владата на Република Македонија, со господин Христијан Мицовски, кои што имаме големи, крупни, капитални објекти од над 50 милиона евра. Така да нека се среќа сала во ушеднаш денеска, ове дечина тука во Марена, која што Марена веќе е урбано село, поврзано инфраструктурно, да ја користат за убаво и мислам дека сите услови ги имаат како во една градска средина, така да очекувам Марена да се развива и како село, да нема раселеност, а нормално на директорката на менаџерскиот тим и на наставниот кадар комплетно и на целокупниот на вработени, посакувам да имаат подобри денови, успехи и подобри ученици кои ќе понатака ќе творат во општина Кавадарци. Советот на општина Кавадарци активно се вклучува и го продолжуваме таму каде што од претходниот мандат сите капитални проекти ги назначивме, почнаа сега еден по еден полека во однос на спортските сали и вршиме примопридавање на нивните матични основни општински училишта. Тоа што ме прави посебно горд е дека ние во однос на заедно во руралните средини и заедно во градска средина подеднакво ги вложуваме средствата на нашите сограѓани. Токму во тоа мото за подеднаква распределба на буџетските средства, нашата изборна кампања сега во октомври месец беше дека сите заслужуваат исто место под сонцето. Токму во тој правец овдека ова велелепен објект кој се изгради за спортска сала под подрачното основно општинско училиште Страшо Пинџур овозможува да учениците во Страшо Пинџур, село Марена, да имаат ист третман како градските ученици, се овозможува нив подобар психомоторен и физички развој, нешто што новите дечиња во село Марена му овозможува да ја користат оваа сала за спортски активности, да се спортски надоградуваат и спортски да се развиваат пред се во здраво тело и здрав дух. Воедно заедно со местната заедница на Марена овозможено е дополнително после работното време на учениците да и може да се изнаемува во спортска сала и да ја користат жителите на село Марена. Се во добробит нивни заедно за една здрава и успешна средина, како локална самоуправа заедно со Совет на општина Кавадарци и во
наредниот трет мандат на градоначалникот, а мој втор како претседател на Совет на општина Кавадарци, ќе бидеме силен ветер во грб на Советот за успешна реализација на проектите на нашиот градоначалник заедно со нашиот премиер професорот Христијан Мицковски. Имаме капитални објекти кои се надевам дека во наредните 4 години ќе станат наша реалност, а воедно наша гордост како генерација и има со што на наредните генерации да му оставиме во едно време во кое мислам дека доправа доаѓа, така да со не смален ентузијазам и аспект на работа продолжуваме. Има со што да се пофалиме и се надевам дека нашата транспарентност и нашата доближност до нашите сограѓани ќе ја видите како жители и вие како медиуми и целиот електорат на општина Кавадарци кој не ја даде нашата доверба во наредниот мандат. Нема да застанеме, ќе продолжиме уште посилно затоа што има уште поголема елана и енергија за работа. Благодарам, нека е за многу години и нека е ирлија на жителите на село Марена и нормално на раководството на нашето основно општинско училиште Страшо Пинџур. Денес е навистина посебен ден за нашето училиште и за заедницата во Марена. Со отварање на новата спортска сала, нашите ученици добиваат современ простор за спорт, дружење и рекреација. Голема благодарност до градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Совет Стојан Черамов и сите кои што ја поддржаа идејата за изградбата на оваа спортска сала. Оваа сала е доказ дека кога сме обединети околу заедничката цел, успеваме. По изготвениот сообраќаен проект и добиената согласност од МВР се изврши промена на режимот на сообраќај на улицата Брагја Миладинови во Кавадарци. Со поставената вертикална и хоризонтална сигнализација, улицата од двонасочна преминува во еднонасочна и тоа гледано во насока од спој со улица Методија Џунов Џикот кон спојот со улица Киро Крстев. На дел од улицата, каде што тоа го дозволува нејзината ширина, се обележани и уредени паркинг места од десната страна, гледано во истата насока на движење. Ова измена е со цел подобрување на безбедноста, фреквенцијата и уредноста на сообраќајот во овој дел од градот, стои во известувањето од општина Кавадарци. 81 година слободно Неготино. Во Центарот за култура Ацо Ѓорчев се одржа свечена седница по повод општинскиот празник. На почетокот би сакал наискрено да го честитам изборот на Марија Нацева, новоизбраната и прва жена во историја градоначалничка на општина Неготино. Избор кој е официализиран и од страна на Државната изборна комисија и да ја искористам можноста да ја посекам успешен и плоден 4-годишен мандат. Честитки упатувам и до 15 новоизбрани советници во Советот на општина Неготино на последните локални избори и да им посакам успешна работа, а ги поздравувам и им се заблагодарувам на соработката и на членовите на општинскиот совет, кои во изминатите 4 години ги застапуваа интересите на граѓаните на општината. Намерно не го употребувам терминот свечена седница, а ќе објаснам и зошто. Согласно позитивните законски прописи, а по извршените консултации со правници од Државната изборна комисија, не беше кажано дека мандатот на советниците под претходниот состав завршува со избор на новите советници. Мандатот на претходните советници е завршен, а новиот совет се уште не е конституиран и не може да заседава, со што се создаде вакуум при донесувањето на одлуки, па ниту стариот, ниту новиот состав на Советот не можеше да одржи седница и поради неможноста да се носат одлуки, оваа година нема да се доделат наградата и признанијата по повод 8 ноември. Како и секоја, така и оваа година го славиме 8 ноември како ден кога пред точно 81 година Неготино беше ослободено од окупаторот. И паралелно им одаваме достојна почит на борците и жртвите кои ја донесоа слободата на Македонија и на Неготино, а чие херојско дело вечно ќе го памтиме. Со положување на свежо цвеќе на спомен бистите на паднатите борци од НОБ, лицата кои ги загубија животите во војните на територијата на поранешна Југославија, како и загинатите бранители во војниот конфликт во Македонија во 2001 година, и денеска се потсетивме и продолживме со негувањето на традицијата на сеќавање на сите кои ги дадоа своите животи бранејќи ја татковината.
и му даваме почит за што генерациите пред нас, но и ние денеска ги уживаме благодетите за живеење во слободна и независна држава. Почитувани сограѓани, почитувани присутни, со чинот на примопредавање на функцијата градоначалник, кој што ќе се случи во најможен рок, завршува и мојот 4-годишен мандат како градоначалник на општина Неготино. Ја користам можноста да им се заблагодарам на граѓаните на општината кои пред нешто повеќе од 4 години ми ја дадоа довербата да застанам на чело на општината и да дадам сопствен придонес во растот и развој на нашата општина. Во рамките на ингеренциите што локалната самоуправа ги има, но во рамките на расположливите финансиски средства од буџетот на општината, во изминатиот период беа реализирани бројни проекти од интерес за населението и градот и населените места, со единствена цел за создавање услови за нивно подобро функционирање и живеење. Реконструиравме и асфалтиравме улици и патишта, градевме нови тротоари, поставувавме водоводна, фекална и атмосферска мрежа, онаме каде што беше потребно. 4 години обезбедивме континуирано и без рестрикции водоснабдување во Неготино и населените места. Се грижевме за одржување на јавната чистота. Оформивме нови паркови површини и ги зголемивме површините под зеленено од територијата на цела општина. Посветивме грижа за сместување на што е можно поголем број од нашите најмлади сограѓани во трите глона на градинката Фемо Колаков и во дел од населените места. Создаваме услови за непречено одвивање на образовно-воспитниот процес во двете основни подрачни училишта и во средното училиште во Неготино, како и многу други проекти. Морам да потенцирам дека во првите 3 години од мојот мандат централната власт не ни беше многу наклонета, што резултираше со изостанување на било каква и би рекол никаква поддршка од централната власт. Но и покрај тоа, со средства од буџетот на општината, успеавме да реализираме доста проекти. Веднаш по доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН и коалицијата, работите драстично се променија во позитивна конотација за нашата општина. Бидејќи на двата јавни повици од владата аплициравме со проекти кои што не беа одобрени и добивме финансиска поддршка од околу 3 милиона и 600 илјади евра. Станува збор за клучни од важност за општината и капитални проекти кои во буквална смисла на зборот ќе го променат изгледот на Неготино и на населените места. Во наредниот период следува нивна реализација и убеден сум дека мојата наследничка Марија Нацева ќе ги реализира за време траењето на незиниот мандат. На крај, на сите граѓани од општина Неготино и присутни на настанот, ви го честитам денот на ослободувањето на Неготино и ви посакувам се најдобро во животот. Денеска во 9 часот во ОВР Кавадарци е пријавено дека на локалниот пат кон село Дреново, Кавадаречко, трактор со кавадаречки регистарски ознаки управуван од СД 53 години од село Дреново излетал надвор од патот, при што СД паднал и бил прегазен од тракторот. Лекарот на медицинска помош Кавадарци констатирал смрт. Увид извршил јавен обвинител во содејство со увидна екипа од ОВР Кавадарци. По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено за обдукција. Вчера во 9 часот и 20 минути во Кавадарци полициски службеници од ОВР Кавадарци ги лишиле од слобода НС 59 години и неговиот син РС од Кавадарци поради сомнение за сторено кривично дело лихварство по член 260 од Кривичниот законник. Според пријавеното во јуни 2023, 71 годишен маж од Неготино од нив позаимил околу 80.000 денари и се договориле да враќа по 20.000 денари неделно. Но бидејќи не успеал да го врати земеното, постојано му пресметувале камата и му го зголемувале долгот. За целиот период, оштетениот му исплатил на НС сума од 700.000 денари. По издадена судска наредба бил извршен претрез во домот на НС и РС, при што се пронајдени предмети за кои постои сомнение дека се поврзани со делото. Бил известен јавен обвинител и по целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира денеска од СВР Велес. Креативна есенска недела во градинката Рада Поцева Кавадарци. Од самиот почеток на неделата, децата се запознаа со подготовките за есенскиот базар и пазар.
Во вторникот тие уживаа во театарски и куклени представи на тема есенски убавини и во есен има се и сешто. Во средата креативните рачиња на децата заедно со своите родители учествуваа во работилница на која подготвуваа зимница, украсуваа тегли и изработуваа експонати. Во четвртокот се создаваа ликовни творби инспирирани од убавините на есента кои подоцна беа изложени на есенскиот базар. Есенската инспирација и креативноста кулминираа на завршниот есенски пазар и базар, каде што децата со големи насмевки ги продаваа своите уникатни производи на случајните минувачи, родители, баби и дедовци. Вие сте со Дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. СДСМ прашува дали и министерот Трипуновски бил замешан во корупцијската шема на неговиот директор Стоилев. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Директорот на платежна агенција Илија Стоилев, кадар на ДПМН и човек поставен од министерот Цветан Трипуновски, е фатен во скандал со мито. Ова е уште една потврда дека корупцијата во земјоделството цвета. Дека Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството била дувло на злоупотреби на парите за земјоделците од ИПАРД програмите. Повеќе од година и пол низ земјоделските кругови се зборува дека се бараат провизии. Се задржуваат предмети во фиоки, дека се врши притисоци врз службеници кои одбиваат да бидат дел од тој механизам. Сега тоа доби и конкретна потврда. Директорот од ДПМН е фатен со рацете во криминал. Прашање е дали министерот Трипуновски е замешан во оваа корупцијска шема. Ке поднесе ли оставка или ке гледаме уште една фарса без одговорност? Уште колку други случаи на земање мито и злоупотреби се прикриени во агенцијата и министерството. Овој корупцијски скандал е директна закана ИПАРД програмата целосно да биде суспендирана од Европска Унија. Доколку продолжи оваа состојба, ќе се блокираат милиони евра кои треба да завршат кај македонските земјоделци. Затоа мора да има целосна одговорност од првиот до последниот. Со години се градеше транспарентен и ефикасен систем што им помагаше на земјоделците да ги искористат европските пари преку ИПАРД програмите. Македонија беше прва во регионот по искористеност на ИПАРД. Вистински пример за успешна европска приказна. Денес, по само година и пол власт на ДПМН и Трипуновски избива огромен корупцијски скандал. Ова е слика на Македонија под ВМРО ДПМН, држава на партиска корупција на секое ниво, каде парите на земјоделците ги крадат функционерите на власт. Одговорност за ова мора да има. Се додека Филипче и Заев владеат во СДС, партијата нема никаква реална шанса да се реформира, велат од ВМРО ДПМН. СДС нема иднина се додека Филипче е начело на партијата. Филипче, како продолжена рака на Зоран Заев, продолжува да ја третира партијата како приватен проект. Изборниот резултат беше само статистичка потврда за ова. На своето конто СДС брои само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници. Историски изборен дебакл на СДС, кој за Филипче е успешен резултат за кој му честитаме. Почитувани, се додека Филипче и Заев владеат во СДС и тоа не се искорени целосно, партијата нема никаква реална шанса да оди напред, ниту пак има шанса да се реформира. По ова, се гледа дека обидот на Филипче за реформирање, кој толку долго и широко го најавуваше, не само што е пропаднат, туку не е ни започнат. Филипче треба да си даде оставка од председател на СДС, затоа што, како тој што нагласува, некогаш државотворната СДС целосно ќе ја снема од политичката мапа во земјата поради неговите политики. На македонската политичка сцена и е потребна конструктивна опозиција, ослободена од стегите на Заев и Филипче. Продолжуваме со спортот. ГФК Тиквеш во недела му гостува на лидерот Вардар. Кавадарчани посакуваат да останат непоразени на третото гостување во серија.
Фудбалските прволигаши викендов ќе го одиграат редовното 13-то коло. Во сабота Башкими ќе го пречека Работнички, а Струга ќе биде домаќин на разиграниот Арсими. Во недела во Битола Пелистер ќе ја нагости Струмичка Бреда, а Вардар во Скопје домаќин на Тиквеш. Кавадарчани посакуваат и во третото гостување во низа да останат непоразени. Колото завршува во понеделник со две средби во кои домакините се апсолутни фаворити. Силекс ќе го пречека Шкупи, а Шкендија ќе биде домаќин на Македонија Ѓорче Петров. Второлигашите утре, сабота, ќе го одиграат 12-тото коло во кое ќе се сретнат Охрид Скопје, Тетекс Победа, Новаци Слогавиница, Брегалница Беласица, Кожув Осогово, Преспа Големо Конјари, Саса Детонит и во Неготино екипата на Вардар ќе го нагости лидерот екипата на Шкендија од Арачиново. Во третата македонска фудбалска лига, група Југ, во недела ќе се одиграат средбите од 9-тото коло. Росома на домашен терен го пречекува тимот на Младост од Кривогаштани, а во регионалната пресметка Венец ќе го нагости Дреново. Ултра се домаќи на Башкими, а Бучин ќе игра со Млекар. Тополка ќе го нагости тимот на Питу Гули од Крушево, а во дербито на ова коло, во велешката пресметка, Борец го пречекува Превалец. Во недела ракометарите на Тиквеш го пречекуваат Бутел. Со победа кавадарчани ќе го скокнат Бутел на табелата и ќе стигнат до 5-та позиција. Викендов ќе се одиграат средбите од редовното 11-то коло во машката ракометна Суперлига или последно од првиот круг во новата сезона. Утре во сабота Струга ќе го нагости тимот на Еврофарм Пелистер 2 во обидот да избега од самото дно на првенствената табела. Охрид на домашен терен е фаворит во дуелот со Пролет. Радовиш првата сезонска победа ќе ја бара во пресметката со Прилеп, а шампионот Еврофарм Пелистер не би требало да има никакви проблеми во дуелот со Куманово. Во недела ќе се одигра дербито на ова коло, каде во скопската пресметка Вардар ќе му биде домаќин на Алкалоид. Во недела од 20 часот во салата Јаспин во Кавадарци, екипата на градскиот ракометен клуб Тиквеш ќе го нагости тимот на Бутел. Со победа во овој надпревар, кавадарчани ќе го прескокнат Бутел на табелата и ќе се искачат на 5-та позиција на истата. Шестото коло кај кошаркарите ќе помине во знакот на големото дерби помеѓу Пелистер и МЗТ, кај девојките Пробаскет во недела против МЗТ посакува продолжување на победничката серија. Шестото коло од машката кошаркарска Суперлига треба да донесе неколку интересни дуели. Истото стартува веќе денеска, а во истото ТФТ е апсолутен фаворит на домашен терен против екипата на Ангели. Гостивар ќе се обиде да му парира на амбициозниот тим на Куманово, а во Кавадарци се очекува интересна и неизвестна пресметка помеѓу екипите на Тиквеш Голден Игл и Феникс. Во сабота Работнички има можност да ја продолжи победничката серија, бидејќи на домашен терен ќе игра со Чаир, а во дербито на колото непоразениот Пелистер во Битола ќе го нагости шампионот МЗТ. Во последниот надпревар од ова коло во недела, Кожув во Гевгелија е фаворит против екипата на Маđари. Кај девојките на програмата се средбите од четвртото коло. Денеска шампионот Баскет Кам како апсолутен фаворит го пречекува Спорт Тим од Неготино. Утре во Делчево екипата на Патриот ќе се обиде да стигне до првата победа во дуелот со Бадел. Во недела во дербито на колото Крива Паланка ќе го пречека непоразениот Вардар, а во Кавадарци екипата на Пробаскет ја очекува интересен дуел со тимот на МЗТ. Екипата од Скопје ја бара првата победа во новата сезона, а кавадарчанки имаа добар старт со 2 победи во првите
3 средби. Променливо облачно време со локални врнежи од дожд кои повремено ќе бидат пообилни е прогнозата за утре. Процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд над 30 литар на метар квадратен за 24 часа. Засилен ветер и појава на грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, а до поврдарието од југоисточен правец. Температурата ќе достигне 16 степени. До понеделник ќе преовладува променливо облачно време со локални врнежи од дожд кои повремено ќе бидат пообилни. Процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Од вторник се очекува стабилизирање на времето. Го гледавте Дневникот на КТВ, имајте пријатна вечер.